Благодарам председателя. Како и предходната седница што споменав, легитимитетот на овој совет е целосно изгубен со контрадикторноста на одлуките кои што ги донесува истиот. Веројатно тоа се должи на апсолутната власт која што има ВМРО-ДПМНЕ во Советот на општина Кавадарци, па така паушално се гласа на одлуки. До сега тоа се однесуваше и на поскапувањето на такси и услугите, со тоа што, нели, како што кажав, на една седница на Советот на општина Кавадарци беше тргната точката од дневен ред, па потоа после само еден месец да биде повторно ставен на дневен ред, понатаму за поскапувањето на услугите од јавното предпријатие Комуналец Кавадарци, кој што на координација беше, со моје големо инсистирање беше тргната точката од дневниот ред за поскапување на водата, па само месец-два да биде повторно ставена на дневен ред и да биде изгласена за. И еве денес истото го гледаме, како што пред 2 месеци беше поддржана мојата иницијатива за бесплатни градинки во општина Кавадарци, со што би се зголемила, нели, солидарната и социјалната политика во општина Кавадарци, како една од пример за другите општини кои што би биле во Кавадарци. И денес гледаме дека сосем се носи контрадикторна, предложена, тоест контрадикторна одлука, која што ќе видиме како ќе гласа апсолутното мнозинство на ВМРО-ДПМНЕ денес, но заради тоа што и знаеме кој е во управен одбор и од кој доаѓа самиот предлог, очекувам јас да, нели, тие си го изгласаат самите за ова поскапување. Дали, нели, власта подразбира и одговорност, така да цените на струјата не се поскапија сами, СДСМ ги поскапи струјата, градинките не се поскапуваат сами, ВМРО-ДПМНЕ ги поскапува градинките, така да секој кој што е подготвен да сноси одговорност за тоа, јас го поздравувам, но како што кажав, јас ќе гласам против оваа одлука заради тоа што се губи легитимитетот на овој совет преку контрадикторно гласање на одлуки кои што еднаш биле поддржани како сосем спротивната одлука. Ви благодарам.